Здраво, дечки. Ај вака, прво, пред да почнеме, дали имате некоја преференца, македонски, англиски, окей на македонски да тераме? Мислам дека е поразбирливо за сите да тераме барем оваа проблематика на македонски. Како што вика и самиот наслов Breaking Down DeepSeek R1, ќе збориме за откритието од јануар, веќе од пред, не знам, 2-3 недели, нешто што направи бум во AI-от, помести доста работи, ќе направиме некој breakdown на DeepSeek R1, ќе збориме нешто малце за архитектурата, како функционира, како може да го деплојнете, privacy concerns и така натаму. Но пред да навлеземе детално тематикава, чисто да се представам, многу кратко представување, Бојан Јакимовски, senior machine learning engineer во Лока, мастер и ресерчер на Факултет за електротехника и информацијски технологии тука во Скопје, чатпат пишувам technical blog posts, open source contributor на Hugging Face, имам и своја библиотека за синтетички генерирање на дата и се мислев дали да го ставам последниот bullet point бидејќи сум на GDG, 8 пати certified AWS, се спрема 9-ката, така да тоа е overall за мене. Сега, како што вели самиот наслов DeepSeek R1, меѓутоа пред да се дојде до DeepSeek R1, има доста откритија во полето на AI, особено во полето на LLMs, на Generative AI. Мислам, сигурно на повеќето тука ви е јасно кој го направи иницијалниот бум. Тоа е пейперот што се појави 2017 Attention is all you need, со таа популарна архитектура Transformers, која што верувам дека на многу од луѓето што работат оваа проблематика веќе им е досаден и го знаат на памет. Меѓутоа, како се појави тој пейпер Transformers, веќе се повеќе и повеќе ресерч излегуваше на оваа тематика, па тука се јавуваат многу пейпери од типот на BERT и GPT, што ги нема на самава илустрација, меѓутоа се доста битни. Понатаму Language Models are few short learners, тоа е за GPT 3.5. Прошлата година еден од најчитаните и најцитираните пейпери Llama 3 моделите, што се меѓу првите големи модели што се пробија се open source, нешто што исто ќе го збориме на ова предавање околу природата и начините на open source кај големите јазични модели, значи кај LLMs-от. За на крајот 2025, почетокот на 2025 да го имаме DeepSeek R1, пейперот што направи голем бум, неочекуван бум за широката јавност, иако за ресерчерите и луѓето што се занимаваат со LLMs и со machine learning и со AI, беше природен след на настаните, што мислам дека ќе се покаже и во самава презентација. Значи, DeepSeek R1 е првиот open source reasoning model. Подетално ќе навлеземе во теков на презентацијата што значи тоа reasoning и што значи open source, бидејќи имаме различни тумачења на open source кај големите јазични модели. Дали станува збор за weights-от на моделот, за датата која што е користена, кодот и така натаму. Но да видиме кои се карактеристиките на DeepSeek R1. DeepSeek R1 како модел не е модел што е истрениран од нула. Значи, постои некој базичен модел, тоа е DeepSeek V3 Base, кој што исто DeepSeek AI од Кина го имаат крирано, го имаат истренирано. Има многу интересна, во суштина целата архитектура на DeepSeek R1 е доста интересна. Повторно се базира нели секако на трансформер архитектурата, меѓутоа доста тешко модифицирана трансформер архитектура. Се базира на mixture of experts. Чисто да објасниме mixture of experts за луѓето кои што немаат навлезено длабоко во тематиката е кога при крајот кај тие dense layer на излезот од самиот модел, наместо fully connected dense layers имаме еден раутер, така се нарекува рутер-раутер, кој што бира различни експерти. Сега, одредени експерти, тоа се усвари тие денс невронски мрежи, се специализирани за одредена проблематика. Тоа наједноставно може да се замисли, го имаме моделов, имаме mixture of experts
имаме ни доаѓа на инпут прашање за медицина, моделов го разбира тој момент и вика, аха, кидам само кон експертов што е за медицина, или ако е за финанси, иде према експертов за финанси. И така натаму, и така натаму. Ова е многу наједноставно објаснет mixture of experts. Автоматски тоа укажува и на бројот на параметри кои што се користи кај овој јазик. Иако вкупниот број на параметри е 671 билион, у суштина не сите параметри се активни цело време, за токму поради тој mixture of experts. Имаме 37 билиони активни параметри во еден момент. Исто така контекст window-от, тоа е колку токена на input може да прими големиот јазичен модел, тоа е LLM-от, е 128K, денеска веќе стандард, иако не беше тоа така допред година и пол, со појавувањето на ROPE, Rotary Positional Embeddings, потоа Precision-от. Ова е доста интересна проблематика, затоа што како идеме надоле кај овие специфики на моделов, освен тие некои интересни изуми што ја направиле групава DeepSeek, Frontier Lab од DeepSeek AI од Кина, иде и према оптимизација на ниво на хардвер и на сервери при тренирање и при инференца на самиот модел. Се користи Precision 8, тоа значи дека имаме тука 8 бита со кои што работиме и во суштина не е целосно Precision 8 кај целиот модел, на одредени места се користи bfloat 16 или float 32 или зависи од операцијата, меѓутоа крупните операции како што е множење на матрици, множење на weights и слично се базира на 8 бита. Други интересни специфики за самиот модел е тоа што го имаме тој multi-head latent attention. Тоа возможува многу брза компутација на тој attention механизам што се јавува кај големите јазични модели и multi-token prediction. Нешто што е различно од другиве јазични модели е тоа што на output наместо еден токен добиваме повеќе токени, тоа е повеќе words или како и да ги пообјасниме поедноставно, од кој што после моделот може да го избере најсоодветниот токен. Сега, како што кажавме на почетокот, кој е тој road of success? Кинезиве од DeepSeek AI не го направија самиот DeepSeek R1 буквално во еден ден. Имаше сигурно активна година и пол на откривања во секој сегмент на архитектурата на јазичниот модел. Најпрви го направија DeepSeek MOE, тоест Mixture of Experts. Mixture of Experts како архитектура за имплементација кај големите јазични модели, навидум изгледа доста едноставна, меѓутоа во пракса тоа е доста комплексно да се изведе, особено кога треба да се тренира таков некој модел, сето тоа треба да се реши на многу ниско ниво, значи на хардвер, па се куца тука CUDA, се работи со GPUs, што е доста зезната. Второто откритие што се случи токму прошлата година, ако не се лажам, негде април месец, е пейперот DeepSeek Math, каде што се открива така наречениот GRPO метод за reinforcement learning кај LLM, тоест кај големи јазични модели. Потоа се открива тој latent head attention, се комбинираат сите тие работи во DeepSeek верзија 3 за по месец дена од последниот technical report, значи од негде средината на декември кон средината на јануар, крај на јануар да искочи DeepSeek R1. Но, пред да навлеземе длабоко во DeepSeek R1, многу е битно да објасниме некои едноставни работи кои што се битни концепти при тренирање на јазични модели, особено при развојот на DeepSeek R1. Кои се тие битни концепти? Прво да видиме како е тој развој на LLMs, тоа е LLM Development Cycle. Потоа ќе чепнеме нешто ситно за Supervised Fine-Tuning, малце Reinforcement Learning, Chain of Thoughts and Distillation. Тоа се работи кои што многу се спомнуваат во самиот paper, во самиот technical report на DeepSeek R1 и мислам дека се битни и се доста интересни концепти кои што ќе се појавуваат во иднина и верувам дека секој од вас доколку сака да си поигра и да fine-tune некој јазичен модел, дури помал јазичен модел, ќе му се најдат овие работи. Сега, како иде тој LLM Development Cycle? Во суштина, тоа е на диаграмов, тоа е доста поедноставен. Самиот LLM Development Cycle се дели на два помали cycles. Имаме pre-training момент,
и имаме посттренинг момент. При тренинг моментот е кога немаме никаков модел, значи го имаме имаме чистата архитектура и сега треба да тренираме на некоја си дата, на некои си податоци. Буквално се тренира тука на raw текст. Као чисти податоци, неозначени податоци, ги пуштаме на моделов за да научи и да се креира тој бейс, таа бейс верзија. Во суштина, тоа е во нашиот случај, пример кај DeepSeek Care 1, тоа е креирањето на DeepSeek V3 моделот и тоа е тој процес на бейс, креирање на бейс модел или при тренинг, при што нели го добиваме тој бейс модел и потоа тој бейс модел ние може да си играме и да го штимаме како нас ни одговара и согласно с нашите потреби. Во суштина тука настапува и тој пост-тренинг момент. Пост-тренингот во последните 6 до 7 месеци стана доста актуелна метода за правење на специфични јазични модели. Тоа е така бидејќи е доста поевтина варијанта и со помали ресурси може да се истренира добар јазичен модел кој што ќе ни ги задоволи нашите нашите потреби. Има две варијанти на штимање, така наречено, на јазичниве модели. Прво е supervised fine tuning. Имаме датасет од инструкции, одговори кои што ги очекуваме од јазичниот модел и му викаме на јазичниот модел, окей, ова е датата, научи нешто и очекуваме вакви одговори. Тоа е доста едноставно. Потоа добиваме некој така наречен инстракт модел и тој инстракт модел понатаму може дополнително да го fine-tunеме, да го штимаме, народски кажано, со preferences. И тука веќе доаѓа во игра тој малце reinforcement learning дел. Значи тука правиме некој preference alignment момент кој што му викаме на LLM-от, еве ти инпут, имаш два аутпута, очекуван аутпут и неочекуван аутпут и он треба да научи да извлече некоја си полиса како тоа, кој аутпут треба да го генерира при текот на инференцата или кој аутпут треба да го избегнува. Сега како изгледа тој supervised fine tuning? Тоа е токму овој момент што го објаснивме. Во суштина вака изгледаат тие податочни entries. Ова се некои типични entries на некој supervised fine tuning dataset. Значи имаме систем момент или инструкција за LLM-от. Му викаме ти си асистент за тоа и тоа, пример да знаеш многу работи околу познати актери. Му викаме прашањето кое што ќе го добиеш, пример ти е who is Tom Cruise и му велиме асистент моментот е, му велиме дека ова е одговор што ние го очекуваме, пример дека Том Круз is a famous American actor and producer и бла бла бла. И овие ентри се доста едноставни, доста познати, доста едноставни за нас луѓето да ги сватиме и во суштина ние со supervised fine tuning го тераме јазичниот модел да се приспособи на нешто доста човечко, доста на човечки преференции. Што е малце поразлично од колку кај reinforcement learning-от. Сега тука имаме различни видови на reinforcement learning. Едни од популарните видови на reinforcement learning кои што се користат кај големиве јазични модели е reinforcement learning from human feedback и reinforcement learning from AI feedback. Доста интересни концепти. Ова е типичен agentic behavior reinforcement learning, значи имаме некој си агент, во случајов тој агент е LLM-от, имаме некоја си околина, датасетот кој што се користи, се учи нешто, се добива плюс поени или минус поени, секако се праќа тој стейт, таа состојба до агентот, дали позитивно научил нешто или негативно и се у суштина работи на плюс и минус поени, значи на добитни поени, на казнени поени. Тоа е наједноставно објаснето тој reinforcement learning. Reinforcement learning from human feedback и AI feedback е кога, пример за human feedback, е кога ние ги даваме тие преференции на кој одговор ние го очекуваме, а кој одговор треба да биде одбиен или да не биде прифатен од LLM-от, а AI feedback е кога му даваме, која таа доверба наместо на човечки фактори ја даваме на некој си AI модел или во случајот тоа може да е друг LLM. Кога станува збор за DeepSeek R1, тие користат исто reinforcement learning, меѓутоа многу поразличен reinforcement learning од овој што е прикажен тука на овој слайд. Chain of Thoughts, доста интересна работа. Chain of Thoughts е и доста интересна работа и лесна работа да се имплементира дури на притренирани модели. Што е идејата? Идејата е да му
објасниме, да му дадеме некој двигател на моделов како да размислува. И во суштина ова може да го пробате вие кога развивате некои LLM-based апликации или чисто имате некој проблем кој што сакате да го решите со ChatGPT или со Claude, со било кој модел. Гледате горе имаме како изгледа промпт кој што е without chain of thoughts, значи немаме chain of thoughts. Му викаме which is the fastest way to get to work, има опција 1, опција 2 и он директно дава некој output. Опција cats, пример е точниот одговор. Во вториот случај кај што имаме chain of thoughts, ние уствари му го објаснуваме целиот процес како тој да размислува, како LLM-ов да размислува. Му викаме, окей, имаме некој си input, пример, which is the fastest way to get home, ги имаме двете опции, за опција cats ти треба 60 минути, значи му кажуваме кој е начинот на размислување, треба да ги собере минутите и така натаму и така натаму. И затоа опција cats на пример е пократка отколку опција 2. И сега ние му го поставуваме прашањето на кое што ние фактички очекуваме одговор. Пример, which is the fastest way to get to work? Ова е веќе друго прашање кое што е доста слично и сега самиот LLM треба да знае како да размислува, да научи некој си темплейт на размислување, некој си псевдоризенинг. И тоа е доста интересна проблематика и доста лесна проблематика за истражување и за користење. Друго нешто што е доста битно да се спомне е distillation или дестилација. Што е причината за оваа дестилација и што е всушност дестилација? Тоа е кога имаме голем јазичен модел, LLM со многу параметри, као со билиони параметри, и сакаме да го извадиме целото тоа знаење од тој голем јазичен модел и да го пренесеме на некој помал јазичен модел. Во суштина ние го вадиме инпутот, аутпутот од големиот јазичен модел, секако пуштаме промптови, креираме некој си датасет и го имаме тие log probability, значи веројатноста колку е точен одговорот и правиме некој си трансфер knowledge на помали јазични модели. Всушност и ова нешто се случува кај DeepSeek Care 1 и мислам дека ќе го покажеме подоцна, дури ми се чини и во пракса. Сега, доаѓаме до интересниот момент како е креиран тој DeepSeek Care 1 модел. Тука имаме еден интересен диаграм на интернетов. Денеска и последниве неколку недели може да се најдат различни диаграми, некои од нив ми се доста збунителни, некои од нив се малце измешани во редоследот на нештата, како се случува, па решив да направам некоја си моја верзија од овој диаграм. Во суштина, диаграмов, тоест целава приказна со DeepSeek Care 1 почнува во горниот лев агол, по мое, ваља десно од ваша страна ќе дое. Го имаме тој DeepSeek V3 Base модел, што го објаснивме на почеток, буквално mixture of experts, 37 билиони параметри активирани во исто време. И сега луѓе во DeepSeek, ресерчери во DeepSeek AI велат, окей, ајде да пробаме pure reinforcement learning со одредено интересно правило, да видиме дали може да направиме некој reasoning модел, да видиме дали може да направиме некој модел кој што ќе мисли. И тоа го пробува токму со GRPO. Сега, тука мораме да скокнеме на еден друг слайд. Тука имаме опишано две методи, нема да навлегуваме длабоко во математиката, што е PPO, што е GRPO, но што е битно да се забележи, некои битни работи да се забележат. Ова е всушност тој reinforcement learning кој што го користат при развојот на DeepSeek Care 1. Пред појавувањето на метода GRPO, во суштина кога се правеше тој reinforcement learning и preference alignment, се користеше PPO. Таму може да забележите и на самиот слайд кај PPO имаме многу жолти полиња. Тоа се модели кои што се тренираат, тоа е доста хеви на ресурси, доста знае да биде споро, потребни се повеќе модели. Имаме тука, значи го имаме прашањето, поминува тоа прашање низ некој policy модел, па добиваме output, па имаме три различни модели кои што креираат некој си reward, се прави некоја сумаризација за да се креира на крај некој си advantage кој што ќе му покажува на моделот дали точно одговорил или не точно одговорил, како да научи. Во вториот случај кај GRPO, тоа е Group Relative опцијата,
гледате, имаме повторно прашање, поминува ни стои некој си полиси модел, меѓутоа тука од полиси моделот не се генерираат повеќе аутпути, значи повеќе одговори на тоа прашање. Имаме некој едноставен референс модел кој што ќе ги проверува тие работи. Во целиот pipeline на DeepSeek R1 тој референс модел е повторно base моделот, значи DeepSeek V3 base. Имаме reward модел кој што ќе го дава тој reward, таа награда, и доста интересно е што тој reward модел може да биде цела невронска мрежа, нешто многу heavyweight, или може да биде нешто rule-based. И сега што прават дечки во DeepSeek R1, викаат, окей, дај ќе се сведеме на нешто доста едноставно, ќе направиме некој едноставен rule, и во суштина reward моделот е тој rule-based модел. Се креираат група од rewards, се прави некоја group computation и се добиваат тие моменти, тие бонус поени, што е окей, што не е окей за секој од овие rewards и за секој од овие output, и се дообучува тој policy модел. И ова е доста компютацијски lightweight, ако се направи во компарација со горниот, со PPO методот. Тука сите модели кои што работиме, освен policy моделот, се frozen models, значи немаме тренирање, немаме никакви поместувања во weights-от, имаме само кај policy моделот, другите се остануваат исти и се чисто како некој чекмарк, дали добро е направена операцијата или не. И тоа го прават дечкиве од DeepSeek за DeepSeek R1, при што, како што напоменавме, имаме reward модел кој што е rule-based, немаме никакви невронски мрежи, немаме нешто heavyweight, и за да го креираат тој reinforcement learning, они идат со едноставен prompt template за да го генерираат тој датасет и да го движат целиот модел, каде што се вели како треба да изгледа комуникацијата помеѓу user и assistant, што се очекува, се додаваат оние специјални think токени, каде треба да дојде одговорот и така натаму, и го имаме тој user момент каде што ќе дојде промптот, тоест фактичкиот input во целиот систем, и секако на асистентот му е оставено простор, тоест на LLM да го генерира одговорот. Тоа и дечкиве го прават, и сега ќе видиме на овие графици се случува нешто доста интересно. На почеток, докај првите 2000 steps на целово тренирање, значи прават pure reinforcement learning, не штимаат ништо, буквално brute force reinforcement learning ќе оставаат да видиме дали моделов ќе научи нешто. Има одредени осцилации во точноста, каде што негде околу 4000-тиот степ горе-доле се балансираат работиве. Инаку, чисто за илустрација, плавава боја е кога имаме еден песни системот, значи еден промпт, а црвенава боја е кога имаме 16 повторувања на квериво, тоест на question одговор моментот. И гледаме дека се добиваат некои ненормални бројки при крајот, значи се веќе ептен дивергира моделов и скока горе-доле, но што како заклучок го имаат добиено дечкиве, дека самава метода на pure reinforcement learning е доста мокна. Кога ќе му се даде на самиот модел да научи некое правило без никакви човечки преференции, без никакви нагодувања, тој може доста добро да научи, но и доста обемно да научи, да дава доста обемни одговори, што во суштина се гледа и на вториот диаграм. Кај вториот диаграм гледаме како расте бројот на steps, тоест при тренирањето на DeepSeek R1 Zero. Да, тоа заборавивме да кажеме, дека овој модел каде што се креира pure reinforcement, каде што се тренира pure reinforcement learning, они го нарекуваат DeepSeek R1 Zero. И тука може да се забележи дека самиве одговори како иде времево, како идат степсов на тренирање, стануваат се поголеми. И тоа е проблем. Освен овие две работи, они откриваат и два дополнителни проблема. Кога се дозволува на самиот модел да учи само од себе, значи буквално цела слобода, тој почнува да ги меша јазиците. Дури денес како пробате на DeepSeek R-Cats моделов, да пуштите некој промпт на нивниот API провайдер, може да видите дека во тие think tags
некогаш ќе ви префрли на кинески, некогаш ќе ви префрли на германски, на англиски. Значи самиот модел некако успева да се извлече правила, да си научи нешто, меѓутоа тоа не е човечки разбирливо. Не може да сватиме суштината како размислува јазичниот модел. Исто така многу од работите кои што се генерираат помеѓу тие специјални think токени, немаат смисла, освен што се нели на различни јазици, едноставно немаат смисла, не се толку концизни, не се толку прецизни за човекот да ги разбере. Но има доста едно интересно откритие, тоа е тој аха момент. И ова е многу интересно. Аха момент е еден момент, еден феномен кој што го откриваат дечкиве, а тоа е дека самиот модел кој ќе претера знае да се исконтролира некако. Вика, тука се решава некоја си равенка со x, имаме корења, значи square roots, различни математички операции, пробува нешто да решава и вика, чекај, као утнав нешто тука или не сум сигурен, дај да се реевалуирам самиот. И тој е тој аха момент кој што се случува. Значи таа реевалуација, тој постојан чек сам на себе. И не знам дали имате приметено, дури пак се враќаме и на DeepSeek AirCats моделот, сегашниот модел кој што имаме пристап ние, барем низ API провайдериве за LLMs и на Hugging Face, ако пуштите некој ваков промпт, добивате некој долг thinking процес. И во самиот thinking процес, во тој мислечки процес, самиот модел некако се коректира самиот себе, се поправа, се евалуира. И затоа некогаш и респонсот знае да биде доста обемен и доста нефункционален. Ќе му пуштите промпт, тој ќе чекате 120 секунди, значи 2 минути да ви изгенерира нешто што навидум изгледа доста едноставно. Но е доста битен феномен и овој феномен уствари укажува на тоа што може да се случи во догледно време, барем годинава, така велат ресерчериве, дека тој reinforcement се повеќе ќе се експериментира со тој reinforcement learning и се повеќе ќе ни биде интересно да дознаеме што се случува на ниво на самиот фелогам, како доаѓа до тој реевалуацијски аха момент. Што во суштина би значило и доста позитивна работа за нас, затоа што ако знаеме како работи LLM-от, затоа што тоа е денеска еден black box, особено кај вакви покомплексни модели, многу може да полесно го штимаме за наши потреби. Сега се враќаме на целиот овој пайплайн, го добиваме тој DeepSeek R1 Zero, знаејќи ги проблемиве кои што ги имаме, мешање јазици, не е доволно концизен thinking процес. И сега дечки ме викаат, окей, како да се избегне сето ова, онаа дивергација што се случуваше на почетокот до 2000-тиот степ што идеше горе-доле, како да се избегне целиот тој процес? Викаат, окей, дај да направиме supervised fine tuning на base моделот со дата која што ќе генерираме токму од DeepSeek R1 Zero, значи ќе ја означиме, ќе ја средиме, ќе ја исчистиме, ќе направиме така наречен cold start, ќе имаме модел кој што ќе биде fine-tuned и потоа на тој модел ние усвари ќе му го направиме истиот процес што го направивме претходно, тој reinforcement learning со GRPO, но имаме уште еден момент каде што имаме поправителен chain of thought consistency reward момент. Што се случува тука? Тука вештачки со помош на rules и со chain of thoughts ние го рестриктираме моделов да не тропа глупости од човечки аспект. Да размислува со јазик кој што е разберлив за нас и целиот тој јазик кој што ќе се изгенерира да е на еден јазик, да не меша англиски, да не меша со кинески, германски и така натаму и така натаму. Во суштина тој момент самиве ресерчери велат дека го намалува перформансот и точноста на моделов, но меѓутоа со намалување на таа точност и перформанс ние добиваме разбирливост. Што некогаш кога ќе го направиме нели weight се исплати, затоа што многу е подобро кога имаме модел кој што е објаснив, значи кај што можеме да направиме некој explainability, отколку кога имаме некој модел кој што е black box и не знаеме како работи. И добиваме DeepSeek V3 base модел со Chain of Thoughts FST и со Reinforcement Learning нели базиран на reward, на Reasoning Oriented Reinforcement Learning. Пак гледаме
како да креираме датасетот овој модел, бидејќи овој модел се уште не ни е стабилен, и викаме, окей, овој модел ќе го користиме за да креираме некоја reasoning дата. Кога збориме креирање на синтетичка reasoning дата, буквално мислиме на оној момент, thinking моментот, све што се наоѓа измеѓу thinking таговите. Пак правиме некое си прочистување тука, тоа е reasoning prompts плюс rejection sampling. Гледате, има тука доста интересен момент, DeepSeek V3 Base пак се користи, меѓутоа тука се користи as a judge. Му даваме слобода на AI моделов, на основниот, на Base-ов, да направи, да он одлучи кој промпт чини, кој не чини да иде во датасетот. И се креира некој си reasoning датасет од 600K entries, што е доста голем датасет. Меѓутоа, ако се пресмета, ако се земе во обзир дека имаме датасети каде што имаме билиони, трилиони токени кај големиве closed source креатори на модели Frontier Labs, OpenAI, Anthropic, Google, Meta и така натаму, ова не е и толку голем број. Меѓутоа, сега имаме и друг проблем. Другиот проблем е тоа што овој модел ќе ни биде одличен за reasoning, за thinking, ама за некои обични операции на кои што ние веќе сме научени со стариве модели не работи. За некој едноставен, например, role-based конверзација нема да работи. За обични прашања, доколку сакате да го искористите во RAG систем, нема да работи. Дечки ве викаат, окей, како го направиме тоа? Па дај да земеме дел од иницијалната supervised fine-tuning дата за DeepSeek V3, ќе ја ставиме таа во еден друг датасет и ќе изгенерираме датасет за некои си role-based комуникација или такви некои слични инпути за финанси, медицина, буквално обичен Q&A со chain of thoughts prompting на обичниот модел и ќе направиме некој си non-reasoning датасет од 200K, што е сосем валидно. Ги спојуваме тие два датасета и добиваме некој combined SVT датасет од 800K entries, доста голем. И сега имаме два пата. Тука веќе се раздвојува development фазата на иницијалниот DeepSeek модел. Првата фаза која што продолжува е supervised fine-tuning на комбинираниот датасет. Пак го имаме DeepSeek V3 Base моделов, го имаме ново креираниот датасет, се прави supervised fine-tuning, значи све е прочистено, означено, веќе знаеме што да очекува моделот и така натаму. И на крај, за да се зголеми таа перформанса на моделот и таа точност, со заклучоците кои што дојдоа всушност од првата фаза, нели, со тој reinforcement learning, кога му даваме на моделов учи сам што сакаш, му викаме, окей, сега од кога си fine-tunat, еве повели научи нешто што сакаш ти, до одреден чекпоинт, каде што веќе не дивергира, не забегува, и го добиваме тој DeepSeek R1 модел кој што денеска е познат и е популарен и можеме сите да го користиме. И тука усари завршува таа приказка за DeepSeek R1. Од друга страна, самиве дечки викаат, окей, некако ово е супер модел, ама некако ни е голем, дали може да направиме некоја си помала варијанта, и им текнува, вика, окей, ја ќе направиме некоја си псевдодестилација на други помали модели. Што прават они? Викаат, ќе земеме некој open source други помали модели, тука се моделите од Qwen фамилијата и од Llama, зимаат со различни големини, се од 1.5 билиони параметри, значи нешто многу lightweight што може да работи дури на овој мој ThinkPad што нема никаков GPU, се до 70 билиони инстракт опции за Llama 3.3, нешто што е малце посериозно и се потребни повеќе ресурси. Тука гледате дека прават само supervised fine-tuning од две епохи и се добива тој псевдодестилиран модел. Значи, тука е доста голема дискусијата и во таа AI research заедница, дали ова е вистинска дестилација, бидејќи под вистинска дестилација би требало да се користи DeepSeek R1 моделот за да се генерира датасет кој што ќе се користи за да се тренираат овие дестилирани помали модели. Овие се доста мокни модели кои што може да се пуштат и да работат локално на доста машини и се доста продуктивни доколку сакате да имате нешто на вашата машина. За тоа нешто ќе збориме и малце покасно. Сега, да видиме кои се заклучоци од целиот овој пейпер или од целиот овој девелопмент процес.
има одредени проблеми кои што самиве научници ги заклучуваат и во суштина ова е нешто на што понатаму и они ќе работат. Проблемите се дека не е баш добар за function calling, multi-turn conversation, complex role playing, JSON outputs. Сега ќе прашате добро зашто е ова битно. Битно е од аспект што другиве обичниве постари варијанти, поедноставни варијанти на LLM, со ова доста добро го прават и се користат за развој на автоматизирани пайплайни со помош на LLMs, агенти и така натаму и така натаму. Language mixingот пак може да се појави, пак го имаме тој момент на language mixing, тоа што го напоменавме и преска, дека дури со DeepSeek Kerkets може да ви се појави тој thinking на кинески или на англиски, па да ви ги меша. Значи тоа е нешто проблематично. И ова е доста интересно откритие. Последното вика extremely sensitive to few shot prompting, resulting in bad responses. Мислам дека не спомнавме преска кога зборевме за chain of thoughts и за prompt engineering. Few shot prompting е уствари кога на самиот LLM му даваме повеќе примери од input и каков output очекуваме за зададен input. Значи тоа е тој few shot. Ако му дадеме еден пример, тоа е one shot, два примери two shot и така натаму и така натаму. Што сака авторот да каже со ова? Сака да каже дека не треба ние да го навигираме моделов како да размислува. Буквално треба да го пуштиме сам да свати како да дојде до прашањето. Значи да не му даваме ние кој раут, кој чекори треба да се извршат за да дојде до одговор на одредено прашање, на одредено query. Сега тука ќе покажеме некои бенчмаркс, чисто интуитивно како е во компарација со други модели. Не знам колку се гледа, валјда се гледа. Ова е статистика, comparison на различни модели, извадена од Artificial Analysis Quality Index, бенчмаркови кои што буквално страна и група која што прават бенчмаркови на сите од популарниве LLM модели. Бенчмарковите се базираат на верзиите на модели кои што се наоѓаат позади LLM API провайдерите. И може да видиме доста интересни работи. Инаку овој бенчмарк е многу по-нов, за разлика од оној бенчмарк кој што се користи кој што е цитиран во самиот пейпер, во самиот научен труд. Поради тоа што не знам дали ќе забележите, тука го има и O3 Mini. Тоа е одговорот на DeepSeek R1 од страна на OpenAI. Пред овој O3 Mini постоеше само O1 Mini и O1. Може да забележиме дека quality индексот, значи тука higher is better, DeepSeek R1 е горе-доле peer-to-peer со O1 моделите, со O3 mini моделите и со O1 mini моделите, значи тука дури O1 mini моделот го тепа доста, иако станува збор за мала процентуална разлика. Кај спидот, тоест кај брзината, тука може да се примети нешто доста интересно, а тоа е бидејќи Erkets е доста спор. Доста спор и тука метриката е output tokens per second. Суштина тоа може и да се примети ако пуштите промпт на DeepSeek R1 на официјалниот LLM провайдер. Тој момент кој што ќе го чекате вие да ви се изгенерира одговор е доста долг. Во компарација на пример со O3 Mini кој што е доста побрз и патеме веќе publicly available дури за корисници на ChatGPT кои што имаат free акаунт. Кога станува збор за прајсот, тука е per милион токени, значи за милион токени прајс. Не е ни многу скап, не е ни многу ефтин, за reasoning модел се наоѓа негде во средина, O3 Mini што е очекувано бидејќи е помала верзија, иако не знаеме што во суштина од архитектура се крие во позадина за O3 Mini кај OpenAI, е за малку поевтин со $1.9 за милион токени, $3 е DeepSeek R1, додека за O1 првиот reasoning модел кој што искочи од OpenAI, тоа е негде околу $26.3-26.4 за милион токени, што е доста многу. Во суштина мислам дека и тоа беше големиот backfire кој што им се јави на OpenAI кога пробаа да креираат некоја си претплата од $200 месечно, па unlimited, па се жалеа дека не им се исплати бизнисот и така натаму и така натаму. Да, тука е quality per price. Нешто што и слично го приметевме на претходните диаграми графови, O1 и O1 Preview, нешто што е многу heavyweight, окей, имаме одличен квалитет, меѓутоа цената е ненормално висока.
DeepSeek R1 е одличен компромис за квалитетот кој што го има и цената. Може да забележите тука се јавува и Gemini 1.5 Pro, иако ми се чини дека од прошлата недела и предпрошната недела веќе имаме и Gemini верзија 2 и 2 Flash, кои што се горе-доле peer-to-peer со DeepSeek R1 и се исто така со цена тука, што е многу топ. Значи, веќе почнува да се прават тие некои модели со интегриран reasoning и се доста ефтини, што во суштина и така и се случува ако направите компарација на последниве година-две, како тера времево и било кои обичните large language модели стануваат се поевтини и поевтини, што е корист за сите, поевтини large language модели, значи по-голем use case за сите нив. Quality versus speed, гледаме дека тука AirCats е пак ефтин, ама е спор успоредба со тоа што го нуди O3 Mini и Gemini 2.0 Flash и така натаму. Нешто у суштина што го приметивме и на претходните слайдови. Тука имаме различни евалуацијски метрики. Нешто што го приметивме на тој Artificial Quality Index на почетокот. Например, може да се забележи дека при кодинг DeepSeek R-Cats е доста подобар од останативе јазици, но, пример, мене ми е доста интересен моментот за кодинг. Claude 3.5 Sonnet верзија 2, што важи за еден од подобрите модели за кодинг солуции и за генерирање на код и слични работи, е скоро peer-to-peer со reasoning моделите, што значи дека и некои покласични LLMs може се и доволни за кодинг. Тука е моментот со reasoning, scientific reasoning and knowledge, тука е послаб R-Cats-от, но за математика, што и всушност тоа е нешто го прават и ресерчериве ден денеска, целиот тој reasoning процес наједноставно го тестираат на математички проблеми. Зашто? Затоа што за математички проблеми многу полесно може да се креираат тие чекори на решенија и да видат дали целиот тој reasoning е всушност тоа што ни треба. Тоест дали DeepSeek R-Cats или било кој јазичен модел го прави тој reasoning како што треба. И може да видите денеска на интернетов дури помали варијанти на различни јазични модели кои што се fine-tunirani со GRPO, дури се fine-tunираат на многу мали entries, на многу мали датасети, дури 1000 entries, и тоа е доста доволно да се позиционира доста високо на пример MAT 500 еволуцијските метрики. Сега, ова е доста интересен момент со privacy censorship. Мислам дека ова е нешто што и пукна највеќе во целиот тек бабл, тек свир, како и да го наречеме. Едно е многу битно да се напомене, дека по дефолт open source модел не значи дека е приватен модел, тоест дека е private. Што сакам да кажам со ова? Го имаме примерот на DeepSeek R-Cats, така, open source е, имаме open weights, може да го деплојнеме на наша инфраструктура на локална машина, меѓутоа тој е деплојнат и на официјалниот API провайдер. Сега, кога го користиме тој официјален API провайдер, иако користиме open source модел, у позадина ни собираат милиарда и милиарда податоци. Мислам, не милиарда податоци, ама доста податоци. Многу е битно да се напомене дека сите собираат податоци. Буквално сите. И не знам зашто се дигна толку голема фама, особено од западниот свет, поточно од OpenAI и сите тие што се fanboys на OpenAI. Например, OpenAI отворено кажува дека собираат податоци, дури сите овие, и DeepSeek, и Meta, ако користите официјално преку Meta нешто, Mistral, Anthropic, OpenAI, сите кога прифаќате Terms of Service, доколку прочитате подетално, ви кажуваат точно што дата собираат. Например, за Anthropic ми е доста интересно, не знам дали има некој прочитано, дека ако се кликне официјалниот Terms of Service Accept, може да му се даде мейл и може да ви пристапува до мейл податоци. Секако, доколку му дадете толку пристап, нели? Тоа е многу битно да се напомене, дека значи сите собираат податоци и мислам дека не треба да се крева голема фама околу тоа, но треба да сме предпазливи какви се податоци се собираат. Друго нешто што е доста битно е дека приватен модел не значи дека е нецензуриран.
што и ако отворите денеска и на LinkedIn, и на Twitter, и на Facebook, и буквално на тај МК да отворите, сигурно ќе видите некој промпт од DeepSeek R1, каде што ќе се праша, дали знаеш кој е Си Џинпинг или така нешто, и ќе му извади дека не може да одговори нели на тоа прашање. Во суштина тој модел е цензуриран, иако може да е приватен, да е хостиран на ваша инфраструктура. Например, ова е пробано баш локално кај мене на лаптоп. Пукаме Олама DeepSeek AirCats, 1.5 билиони параметри, уствари тоа е Qwen, дистилирана верзија на Qwen. Го прашувам што се случило у Кина на некој си сквер во Пекинг во 1989, не знае да одговори. Ако се праша за Си Џинпинг, исто не знае да одговори. Ако се праша за Вини Пун, не знае да одговори. Така да, иако е приватно хостиран модел, сепак е цензуриран. Како може да се избегнат овие модели на цензура? Може доколку се направи некој fine tuning повторно на овие модели, примерно на дистилираните модели или на целосниот модел, па да се поместат тие weights, тие тежини на самиот модел. Битно од тоа да се запамти е дека самата цензура е интегрирана во самиот модел, значи во weightsот на моделите. Еве тука исто така околу biasот. Многу ми е битно да се напомене дека целава фама што се дигна околу bias на самиве модели не е само кај кинезиве и кај DeepSeek. Се случува и кај OpenAI. Например, ако се пушти промпт да се праша за некое случување во USA на DeepSeek R1, например за атентат на Џон Ф. Кенеди или на такви некои сензитивни CIA, FBI, такви некои интересни промптови, DeepSeek AirCats пример ќе даде одговор. Од друга страна, моделеве што се креирани на запад, тргнувајќи од сите овие American Frontier Labs, Anthropic, OpenAI, бла бла бла, нема го дадат тој одговор. И vice versa. За проблематики кои што се сензитивни за Кина, пример Timing Square или Тајван или Си Џинпинг, DeepSeek нема да даде одговор, ама OpenAI ќе даде одговор. Тоест моделиве на OpenAI ќе дадат одговор. Значи тоа е тој интегриран bias и тоа е доста битно да се напомене дека и кога се прави модел за некоја одредена бизнис идеја, бизнис цел и кога сакаме да рестриктираме нешто, дали со prompt engineering, дали со додавање на guardrails, секогаш мора да знаеме дека во самиот модел, на ниво на самиот модел имаме интегрирано некој си censorship и bias. Пред се тоа нели секако зависи од датата на која што е тренирано. Што може да се заклучи, кој е навистина приватен модел, иако не значи дека е нецензуриран, тоа е self-hosted модел. Кога збориме за self-hosted модели, збориме за модели кои што се на локална машина, на приватна cloud инфраструктура, on-premise и така натаму и така натаму. И мислам дека ова е одличен момент да видиме нешто накратко и за деплојментот, кои се сите опции што ги имаме барем со DeepSeek AirCats моделиве за деплојмент. Тука може да се забележи модел картот, ова е модел група на DeepSeek R1 на Hugging Face. На Hugging Face се објавени сите DeepSeek R1 модели. Значи го имаме оној финалниот, го имаме дури и зирото, доколку сака некој да го користи за генерирање на reasoning дата, па после да прави некој собствен fine tuning или preference alignment, постои таа опција. Ги имаме сите дистилирани верзии од Llama 70B до Qwen 1.5. Постојат различни начини како може да се хостираат нештава, например за локална машина Llama 2 линии код во терминал може да го хостирате многу лесно и да го престапувате многу лесно преку различни API, преку различни SDK за различни API провайдери. Например, интересен момент за Llama, пример за мене е дека доколку го ставите base URL-то кај OpenAI SDK-то на вашата локална машина или таму кај што ви е хостиран моделот со Llama и му паснете API key кој што ви е наместен, тогаш може да го користите SDK-то на OpenAI за вашиот локален модел. VLLM е опција, Hugging Face endpoint се секогаш опција или Transformers локално да се ранува. Нешто доста интересно што за жал не сум имал прилика доста да го расчепкам е Llama CPP, доста едноставен и оптимизиран начин за ранување на инференца со помош на
код кој што е напишан во C++, ми се чини дека постојат и начини да немате потреба да имате и графичка картичка, јака графичка картичка за да ранувате некој поголем модел со помош на лама CPP. Тука се клауд провайдерите, Google, AWS, Azure, секога се во опција. Мислам дека и повеќето од нив веќе ги нудат овие модели да се деплоинат. Например, знам за Vertex AI дека може лесно да се деплоинат AWS, тука е Bedrock, SageMaker, за Azure помалку знам, но сигурно постои опција доколку се внесат тензорите, тоест weightsот и некако да се деплоине моделот. Во суштина да не може VLLM да се крене сервер на сите од овие cloud провайдери може. Сега, како се наближуваме кон крајот на самата презентација, сакам да посветиме еден краток момент за митбастинг. Постоја доста митови околу DeepSeek R1 моделите, од цената, процесот на тренирање и така натаму. Имаше еден мит дека цената за DeepSeek R1 за целиот процес на тренирање е 6 милиона, што е доста мала цена, мала сума, и во суштина не е тоа така. Не се знае точната бројка колку е искористено, меѓутоа се знае точната бројка на DeepSeek V3 Base моделот. Тоа е сигурно, дури самите DeepSeek AI го имаат објавено дека е околу 5,6 милиона, значи околу 6 милиона. Дека иницијалниот муабет кога направи бум DeepSeek R1 првите 2-3 дена беше бе кинезиве видете што направиле, ова го направиле као side project. Дефинитивно не е ова side project. Не им било досадно на некој инженер, не му било досадно таму, па пуштал паралелни jobs на многу сервери, на цели кластери да тренираат вакво чудо, но можно е да почнало како некој си side project. Исто така се прошири муабет дека имаат доста мал број на GPUs, не е тоа така, имаат околу 50 до 60k GPUs на располагање, значи имаат огромни кластери кои што се и доста тешки за одржавање, нешто што не се гледа секој ден, но во компарација со големиве Frontier амерички лаб со типот на Anthropic или на OpenAI кои што имаат од 500 до 600k GPUs, може да се смета дека ова е доста мала бројка. Тука доаѓа и оној муабет дека имаат, нели во Кина имаат и рестрикции за GPUs, тоа е за графички картички, па се прошири и таков муабет дека го пробиле ембаргото и правеле некој си шверц на графички картички, меѓутоа тоа не е така. Ти имаат легални H800 NVIDIA GPUs кои што ги користат за експерименти. Патем, доста од GPUs-от кои што ги имаат набавено пред 2022 или 23-та, пред првото големо ембарго. Иако сега имаат уште поголемо ембарго баш од јануар месец 2025-та, така да сигурно ќе направат некоја, ќе биде тука доста интересно, ќе има голема борба за ресурси, што во суштина не се случува само со Кина и со Америка, туку се случува сега и со Европа, верувам дека и со поединечни држави во рамките на Европа и во светот. И секако еден од големите бумови дека DeepSeek ги утепа NVIDIA затоа што имаат чип инференца, дека направија чип инференца, нивниот модел доста лесна и брза инференца може да направи локално. Тоа не е така, дури баш размислувам денови уназад зашто се случи целиот тој пат на NVIDIA акциите и сите тие проблеми. Едноставно, најлогично е дека ако имаш чип инференца, нешто што лесно може да се ранува на различни машини, ќе предизвикува да имаш повеќе чипови кои што ќе се купуваат и ќе се користат уште повеќе чипови, автоматски значи повеќе пари за NVIDIA. Затоа што да бидеме реални, NVIDIA моментално го држи монополот кога станува збор за GPUs. Сега, да видиме каква ни е иднината. Иако тука вика 2025 is transformative year for AI. И ова ако го прочитате, ќе кажете што тропа овој глупости како некој типичен LinkedIn AI инфлуенсер, но во суштина оваа реченица не сакам да значи дека ќе ни ја замени работата, ќе ни земе работни места, ќе не автоматизира и така натаму, туку ќе направи трансформација во самиот процес на развивање на јазични модели, ќе се развијат подобри јазични модели, ќе се отворат нови начини на нивна употреба и така натаму. Повеќе open source модели, тоа е дефинитивно.
Тука сакам и да начнам темата на open sourceness кај моделите. Постои голема дискусија во AI сферата што е тоа open source. Го имаме сите модели кои што се open source, може да велиме дека се open source, но имаме тука различни моменти. Имаме open weights модели. Например, лама моделите се типични open weights модели. Ги имаме weight-от, ги имаме тежините за моделите, можеме да ги деплојнеме, ама целиот начин и целиот процес на развој не го знаеме во детали. Они објавуваат некои technical blogs и објаснуваат што направиле, како направиле, меѓутоа не во детали. Тие се доста confidential stuff за нив. Да не го чепнеме и моментот со лиценците. Некои од нив може да користат, емајте лиценца, тоа значи може да користите кај сакате, колку сакате. Некои од нив немаат, емајте лиценца и така натаму и така натаму. Значи тие се тие open weights. Потоа имаме варијанта на open recipe, нешто што е DeepSeek R1 и нешто што е што се Mistral моделите. Тоа значи дека ги имаме weights-от, значи пак имаме open weights, меѓутоа го имаме и тој рецепт на развој. Значи знаеме како дошле дечкиве до решението, до самиот модел. Но тука пак имаме проблем, не ја знаеме датата и не го знаеме кодот. Имаме трета варијанта што е она fully open source, вистински open source. Такви пример модели се од Hugging Face Small моделите, се знае кодот, се знае која дата е користена, се знаат начините на користење и секако е open weight. Автоматски open source-от значи дека повеќе модели, повеќе LLMs ќе се користат, повеќе користење на модели ќе значи повеќе локално користење на модели, тоа значи дека ќе ни се потребни помали модели кои што ќе рануваат на буквално никакви машини. Автоматски значи тоа cheaper AI и нешто што ме плаши од аспект на регулатива. Сигурно ќе биде по-хеви регулативата пред се поради сите тие битки кои што се водат на светско ниво околу монопол во развојот на AI, Кина, Америка, Европа. Особено може да видите што се случи вчера со самитот во Париз, каде што нели, секако Европа кој Европа сака да има хеви регулација, меѓутоа таа регулација некогаш знае да го стопира развојот или да го успори развојот. Така да тоа е сигурно дека ќе се случи годинава. Епа дечки, тоа е официјално од целава презентација. Сега оставам простор за дискусија и за прашања. Не очекувам. Имам едно повеќе, пошто спомна дека се користи JQA кај attention-от, тоа е кај овие или овие го воведува тоа што е multi-head latent attention? Они го воведува тој latent attention, кај тој query key value cache кој што се случува. Што го имаше на таа? Да. PPO. Да. Океј, како мислиш кога стават регулација, кај настанува во процесот на workflow-от, пошто ако имаш reinforcement learning горе делчето, што го кажа, кај устари настанува регулацијата, пошто таа е практично мора да го има негде workflow-от. Збориме за каква регулација? За вие отпосле што настануваат. Пошто пример ви кажа дека е bias, така, ама кога податоците кои ги пуштаат се bias пред тренирањето или после? Најчесто целиот тој бајас се случува кај податоците. Значи на онаа иницијална дата што е тренирана. Најчесто кај supervised fine tuning-от или кај pre-тренингот. Значи не доаѓаме више во оној период на пост-тренинг. Значи кај pre-тренингот, кога се тренира и бейс моделот. Таму е најголема веројатноста да се внесе тој бајас во самиот модел. Регулациите што се отпосле кај настануваат? Во мисла на хостирање, во таа смисла или како? Регулација од типот на законска регулација на многу нешта. Може да се почне прво од датава, како е собирана датата, како е генерирана датата, од кои sources доаѓа и така натаму и така натаму. Аутпутите,
Сосем си легитимно при време на инференца. Дали треба да се стави guardrails да се стопираат одредени аутпути. Дали треба нештото да е интегрирано во рамките на самиот модел, како што е тој нели bias и цензура, што се случува уствари и со DeepSeek, со сите модели. Нели, DeepSeek не одговараат на прашања за Кина. OpenAI моделиве не одговараат за некои сензитивни тематики за прашања во Америка и така натаму и така натаму. Значи од повеќе места може да дојде таа регулатива. Okay. Имаме swag, што го даваме за секое поставено прашање, така да I encourage you to ask questions. Има таму нема глупи прашања. Има глупи одговори. Да, здраво. Мене доста интересен ми беше моментот на моментот, на само корекција на аутпутот. И сега прашањето ми е зошто го немаме тоа видено, например, од другите модели и дали е нешто уникатно за DeepSeek и дали е резултат на тој момент што ги резонираше у еден граф таму аутпутите повеќе од таа архитектура и од тие аутпути одлучува. Дали другите LLM модели имат повеќе алгоритамски пристап, да кажем, на добивање на аутпутот, а ова е некој друг пристап? Мислам дека има логика тоа, дека другиве модели се порестриктирани од некој си алгоритам, нели во самиот метод на тренирање, кај другиве модели кои што користат reinforcement learning идат најчесто со PPO метода. Таму во игра имаме и тие reward модели, value модели кои што се притренирани или се тренираат, се модифицираат во теков на во самиот fine tuning процес. Тука е чисто некој си rule based и валја тој rule based му дозволува на самиот DeepSeek еден модел, тоа е C1.0 на почеток, кај што го имаат приметено дечкиве да направи некоја корекција, да му текне као чекај тука утнав или дај да се реевалуирам, да видам да дојдам до точното решение. Некоја се случува и да се случи оваа реевалуација, сама реевалуација кај самиот модел, и да види дека е управо, дека е во добра насока и само да си продолжи понатаму нели со аутпутот кој усвари би дошол доколку го немаше тој момент. Ама е доста интересен концепт, доста интересен феномен кој што се случува. Мислам дека имаш и позади. Па мислам дека човекот позади беше. Врска со во почетокот негде објаснуваше за како ги ревордираат, значи како се ревордира моделот, така? Да. Меѓутоа спомна еден дел намерно не се ревордира на определен начин за да не се хакира самиот модел и самиот да не се како да кажам, самиот да не се на некој начин самиот да се рестриктира, не да се рестриктира, се наградува самиот да се моделира. Така, да се наградува самиот, буквално да се пушти сам да се учи себе си, сам да извлекува правила. Сега најверојатно прашувате за овој момент кај што го имаме тој chain of thought consistency reward, кај што сакаме да удриме некоја конзистентност. Доколку не постои тој chain of thought rule based reward, consistent reward, кај што од human страна ќе се прави чекинг дали е добар outputов за thinking моментот, помеѓу thinking таговите, тогаш ќе му се дозволи на моделов да меша јазици, да тропа глупости од човечки аспект за нас несватливи, меѓутоа моделов некако си го сватил тоа како некое правило и на крајот се добива убав аутпут, се добива коректен аутпут, меѓутоа тој thinking процес за нас е многу несватлив. И сега дечки во DeepSeek викаат, окей, дека ќе го рестриктираме ние со тој consistency reward, ќе му направиме да го направиме по-конзистентен, за ние да го разбереме, да видиме што усвари се случува, да го немаме она black box момент. Иако се случува тој black box момент во останатиот дел од моделот, барем нешто да сватиме што сака да постигне моделов. И всушност ради тој reward, тој consistency reward
перформансот на моделот и accuracy-то се намалува. Мислам, грешка моја направив што не ги ставив и тие графици во рамките на оваа презентација, меѓутоа во самиот paper имаат они поставено многу убав график како е без тој consistency reward и како е со consistency rewardот и дури ми се чини дека за 20 до 30 процентуални поени се намалува точноста на моделов. Благодарам. Хвала. Георги, си памтиш прашањето? Фала за супер презентација. Имам едно прашање, може повеќе дискусија, но спомна дека RNN моделот е добар за reasoning, но е лош за function calling. Според моја претпоставка, кога се користи function calling, пак има некој си reasoning внатре и тоа баш ми е чудно зашто е различно во тој аспект. Точно. Тоа и мене ми беше чудно кога го прочитав за прв пат. Дури на крајот во самиот заклучок на пейперов пишува и као лоше за function calling и за choosing the correct tool, нешто што е баш она typical agentic behavior и нешто што ги користиме LLM-ов за да креираме различни agentic апликации, не знам, agentic RAG или NLQ или whatever. И ми беше доста чудно. И искрено него истестирав, а планирам да истестирам барем да направам agentic RAG да видам како навистина се понаша чудо во реалност. Дури со помаливе дестилирани модели кои што го имаат интегрирано тој thinking, иако не со RL, туку со supervised fine tuning на датава, чисто да видам, да осетам зашто се случува тоа така. Иако интуитивно управа си, воопшто не ми е интуитивно да reasoning модел да прави грешки, да не е добар за function calling и за choosing tools. Halo. Има тука прашање. Дали мислиш дека, или имаш читано некаде всушност, дали има некој DeepSeek модел за трейдинг, пошто нели на нив тој било primary, као демек зборот ова и било као side project, дали мислиш дека имаат успеано нешто тако? Сигурно имаат нешто тестирано такво. Например, знам, читав, не сум сигурен, не отворив на Hugging Face, да го имаш и Hugging Face линк за таков модел. Модел што е трениран со истиот метод, значи Reinforcement Learning GRPO, баз за трейдинг и за такви работи, што кој знае дали работи во пракса и кој знае дали функционира. Би требало да чим го има тој reasoning момент, вајда е доволно паметен да свати сега продај акцијава или продај го биткоинов, купи се, купи. Ама интересна проблематика да се истражува. Ама не би дал, пример, ја искрено не би дал доверба, барем се уште на модели за такви проблематики и use cases. Некако општо за моделиве, не е за DeepSeek R1, некако не ми е созреано нешто. Треба да објасниш на клиентите како уствари ги снемало сите средства од халуцинирал. Да. А уствари не знаеш ни ти самиот да си го објасниш што направила, камо ли на клиентов да го објасниш. Здраво, сакав да те прашам дали си имал шанса да ги пробаш повеќето DR1 моделиве и што мислиш кој е најдобар bang for the buck? Ги пробував овие што се помаливе, чисто на лаптоп, значи сите 1,5 билиона, значи Квенов дистилираниот, 7 билиона Квен го пробав, 8 билиона ламата ја пробав, 8 билиона ламата ме изненади. Пример, тој ми изгледа дека нај не е толку heavy, resource heavy модел, може го хостираш локално, дури да имаш некоја си покрш машина, доволно е да имаш, не знам, 16 до 32 гига RAM и окей CPU и да си играш со него и да го користиш, не знам, за локален use case, coding buddy, нешто у тој стил. Мислам дека е сосем окей да го користиш 8 билиона. Читав периодов, а тоа гледам дека го прават и големиве провайдери, на пример Аве, знам, сигурен сум дека тоа го прави, доста се задоволни од Llama 70 билиона параметра. Сега, колку кошта целиот тој деплоймент и колку ќе ти се наплати, дали per токен, дали per request или некој си друг начин на наплата, се уште не ми е доволно истражен. За ова што е 3.3, така? За 3.3.70, да. И сакав да те прашам, замислата ми беше дека R1 не се тренирани со систем промпт или? R1? Да.
Е трениран со систем промпт. Оној темплейт, секунд. Овој промпт темплейт е тој што го користат они за да креираат AirCats, било кој модел на AirCats и Zero-то, ама и AirCats-от чист. Значи тој што е со supervised fine tuning на 800K дата и нели се прави supervised fine tuning во долниот десен нагол од моја страна ќе дојде со 2 епохи, потоа пак нели се прави тој reinforcement learning, да му се даде на моделов шанса да научи нешто сам по себе и го рестриктира до одреден чекпоинт. Пак го има тој систем промптинг, значи му даваш инструкција и бла 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 бла. Ама ти утреден на инференца да пукнеш инференца, не е толку препорачливо да му даеш систем промпт, затоа што нели се губи. Не ке толку рестрикции. И тој момент што го кажа они во самиот paper со few-shot prompting, не име толку добро адекватен за few-shot. Боле да го оставиш сам, пукни му чист input query, што ќе ти даде на излез или ќе ти даде точно или ќе ти даде нешто без везе. Па тоа мислам дека не имаат систем токен да му ставиш за систем prompting. Директ само порака може му пратиш за тоа. Да. И тоа мислам дека се оние класични токена I am start и I am end и толку. Да. Фала ти. Здраво. Како се прави, како се одбира кои се токени ќе се земат од 400 милиарди да стигнеме на 1,5 милиарда токени? И како се прави сета таа оптимизација? Од прилика, ако имаш идеја. Ако може уште збориме за параметри или за токени? Па дистилираме модели од 400 милиарди, колку параметри или не знам како се викаат. Параметри. Имаме пример голем модел 400 билиони параметри, и го дистилираме до модел на 1,5 милиарда параметри. Супер, одлично прашање. Па тоа е тој момент со синтетичка дата. И тоа е нешто доста интересно. Ја последниот период, месец до месец и пол активно го истражувам. Имам и направено и package Python со помош на LLM модели да се прави таа дистилација и синтетичка дата. Во суштина ние не го намалуваме бројов на параметри, туку ние од големиот модел ја вадиме датата, пукаме промптови, input, output, и тие ги користиме како датасет за да го истренираме по малиот модел. Сега, вајда вас прашањето вие, имаме пример, тропам. Лама 405 билиона параметра и како стасува таа до 70 билиона параметра или до 8 билиона параметра и така натаму и така натаму. Тоа е сосема друг процес што е доста интересен и се нарекува прунинг. Прунинг е процес каде што одредени леери, значи одредени слоеви во самиот модел во архитектурата не се користат воопшто. Се тргаат од архитектурата. И сега наместо самиот тој attention head кој што се случува кај трансформерите да е тропам 120 пати повторен, ќе се повтори 70 пати или 60 пати. И се добива помал модел со помал број на параметри. И сега тој помал модел може ние да го истренираме од синтетичкава дата што е креирана со помош на поголемиот модел и да добиеме модел кој што има knowledge на голем модел, ама со мал број на параметри. И тоа е многу интересен пейпер, има таков пейпер направено дечки од Nvidia, дали се викаше Llama Nemo или нешто така, не ме фаќате за збор, прават комбинација од прунинг и од дистилација. И се вади многу супер модел за што е доста lightweight, а е доста богат на knowledge. Извини за термините што не ги. Нема проблем. Уште некое прашање? Здраво. Дали мислиш дека од бизнес аспект сега се повеќе ќе се оди ние да бидеме продуктот како корисници и во самата тренинг дата да се продава како спонзорирани места во самата дата на поголемите фирми за дали оди кон тоа? Не сум размислувал на овој начин, ама би требало тоа да е
скапа операција. Знаеш зашто е скапа операција? Затоа што таа дата треба да биде, нели, претходно подготвена и да биде ембедирана во knowledge на самиот LLM. Или со други зборови да биде LLM-ов истренирана таа дата. Што е по-хеви варијанта. Полесната варијанта, ако сакаме нешто да го направиме, е да се искомбинира некој рак. Значи да се извади таа дата, да се ембедира, да се стави во векторска база и после да се влече при секоја квери па да му ја пукаш на инференца при одреден инпут, нешто што е слично, нели, па да ти сугерира не знам, имаш некој си квери за MBA и има векторска база за Дончич, драмава, па да ти вади на крај нешто за Дончич, не знам, Mavericks, Dallas или LA Lakers, нешто такво, такви некои моменти. Ама постојат милиарда начини. Тоа мислам дека веќе не би требало да се регулира, кога зборам регулира, да се имплементира на ниво на самиот LLM, туку повеќе би било тоа на некој си апликацијско ниво, во рамките на самата апликација, некој си надворешен ентитет тоа да го прави. Има прашање. Тест, добро. Пак јас. Дали испаѓа дека ние сме ставени во формат сето ова да го знаеме, например, како прунинг, како дистилација, и да си го кажеме, меѓутоа да ни е реално, објективно неможно да го пробаме или користиме на нешто, на некој реален проект. Или јас грешка разбирам? Делумно точно. Делумно точно, затоа што, например, за прунинг моментот не ти се потребни ресурси. Само избацуваш леери, слоеви од моделов. За fine-tuning на помали јазични модели, пак може тоа доста lightweight да се направи. Може требаше да се додаде и таков некој си слайд, tips and tricks, како да направиш reasoning модел, затоа што постојат варијанти. Ми се чини дека и во текот на самата презентација кажав дека некогаш се доволни 1000 entries да направиш некој си псевдо reasoning модел. Постојат такви библиотеки, Hugging Face, TRL за тренинг, за fine-tuning, може тоа доста lightweight да го направи дури во Google Colab. Постои една многу интересна библиотека на едни двајца браќа од Австралија, многу се луди дечките, патем кинези, имигранти во Австралија, се викаат Anslot и дечките работат на кернел ниво, ги оптимизираат работиве на CUDA ниво во Triton за тренирање на GPUs и прават ненормална мемориска оптимизација од типот на тропам. Ако за лама 70 билиони параметри ти треба 24 VRAM, многу поише, ама кидеме сега со таа бројка. Дечките прават нешто лудо да можеш тоа да го истренира со 14 гигабајти VRAM или 12 гигабајти VRAM, нешто што може да се проба на Google Colab. Сега, целиот процес ќе ти биде спор, ќе ти трае кузне колку дена, особено на Google Colab, ама чисто да си играш и да ти биде интересно, може да го правиш. Постојат и онаа варијанта на Small Language Models. Кога зборам за Small Language Models, тој поим, дефиницијата на тој поим се менува со тек на време. Пред 6 месеца Small Language Model беше се под 20 билиона, па се спушти се под 7 билиона, сега Small Language Model се све испод 3 билиона параметри, Llama 1 билион параметри, Small 170 милиони, веќе влегуваме во милиони, 135, извини, 360 милиони. Значи, постојат некои помали верзии на јазични модели, кои што може да ги пробаш инференца, fine-tuning, тренинг, дури да немаш некои фенси ресурси. Друго прашање? Не. Ако нема прашања? Јас... Фала ти, Боки. Фала на сите што дојавте.
Ние кога правевме муавет со Боки на која тема последно да збори, значи прво беше ај да збориме за агенти, тоа е нешто ново. За small agents, мислам дека зборавме последно. И пукна работата со DeepSeek и као Боки е fuck this, we are going to explain DeepSeek. Така да, ние сме отворени за соработка, ако некој има желба да презентира, ако сака да направиме некој ML GDG community, мислам имаме Discord, може да најдете open to everything, така што feel free to reach out кај мене, кај Димитар, кај Марча. И тоа е тоа. Сигурно после сесијава ќе правам доста време пауза, глупо е една по друга сесија. Не знам, ако има заинтересираност, слободно, Боки. Ама мислам дека ќе има. Не, фала на поканата и фала на приликата да збориме за нешто доста интересно и доста што е hot topic. Мислам дека им досади на луѓето, особено например на LinkedIn. Периодов доста активно се замарам со DeepSeek и на работа и еве сега вака. Така да мислам дека валја научивте барем нешто од целиот процес и барем некои работи ви станаа јасни или барем ви се размрда имагинацијата па да пробате и вие нешто на страна, чисто да си поиграте. Затоа што мислам дека на крајот од денот на тоа ќе се сведе кон крајот на годинава и во не знам, и во малце подалечна иднина да си штимаме јазични модели секој од нас на многу едноставен начин, дури веќе има и UIs, plug and play, пукаш дата нешто што ти е потребно, ти го штима моделов, секако со ресурси во позадина и си имаш некој си твој персонализиран модел. Нешто и што пример не знам, еве денеска па искочи многу интересна работа од AI Tool-Up од Америка што успеа да рануваат доста добар модел на телефони. Значи веќе идеме на on device, on edge ранување на LLMs, што е топ. Да. Фала дечки, фала. Уште еднаш фала Боки, фала на сите. Слободно take anything, има пица, има пиво таму, open for networking. Тоа е тоа.